планинарско друштво беше оформено 61 година. Еден постар член пред некое време ме сретна и вика, ние Орле го оформиме за инат. Зашто прво оформија феријалци, после извидници. Така изгледа беше. Значи прво се оформиле феријалци, извидници, позади Балкан, после е оформено планинарско друштво. Како прва акција на тие оформените на планинарите е Бадник. На Бадник се качиле на Орле. Како прва акција. 65 година е освоен Олимп во соседна Грција. 65 година. Прва 69 година прва спелеолошка активност, т.е. курс за спелеологија е одржан во Хрватска, во Стара Југославија. Таму присуствуваат двајца наши членови кои што го изодија курсот за спелеологија во тоа време, 69 година. Иста година у Ресавица, па спелеологија курс, активен двајца наши членови. Прв курс за спасителе е 1974 година, присуствуваат двајца наши планинари и тоа е курс за спасители, прв курс за спасители на Попов Шапкат во организација на Федерација на планинарски спортови на Македонија. 82 година, 84 година прво друштво со 15 спасители Орле беше во Македонија, кој што сите беа оспособени за делување во планина и зимни и летни услови. 83 година двајца наши членови беа во екипата за експедицијата на Монт Еверест, бидејќи за жал имавме еден несреќен случај на таа вежба, експедицијата е одложена. 84 година друштво се стекнува со една највисока награда и тоа е награда, седносветениската награда на градот Кавадарци. Иста година е освоен врвот Триглав во Словенија и потоа се редат во Бугарија Рила, Мусила, Пирин и сите наши врвови во Македонија. 89 година почна да се организира меморијалот Антон Змајшек. Тоа е меморијал од републички карактер кој што се организираше полни 29 години. Во тоа време Орле се стекнува со 5 души, 5 алпинисти, спелеолози со инструктор звање. И исто време спелеолози како привравници и прави спелеолози. 92 година за прв пат на Орле горе е наместен клинот, нели символот на алпинизмот, клинот на врвот горе као обележие на алпинизмот. 97 година освоен врвот Мон Блан. Наша мешовита екипа експедиција со Неготинско друштво. Тука морам да напомнам дека собирот и редовните состаници клучни за било која организација активно се вклучува, се работеа во бараката близу Партизан, знаат овие постарите членови, а после тоа, да речем, понашене шанка лево-десно, а сега на крајот скоро 30 години сме во просторите на Народна техника. Силна страна на друштвото е тоа што голема соработка имавме со сите друштва во Македонија и надвор. Во последните години од јубилеот Орле поголеми успеси ги наведува младата екипа на Орле. Искачување на Триглав пред 2 години. Искачување на Олимп пред 3 години. Одржување на логор на Дудица, тоа е републичка активност. Се одржува 2 кампа на домот во Обнеичко, 2 кампа младински, тоа успешни кампи. Сега најновите младите, тројца наши членови ќе се здобиат со значки водичи со сертификат. Тоа се први наши тројца членови и еден више доби признание е маркерант за маркирање на планинарски патеки. Значи имаме 4 стручњаци сега. Сите овие активности, ако не би била соработата со институциите, посебно со локалната самоуправа, не би биле ништо, него ние имавме голема соработка до ден денеска со локална самоуправа и градоначалникот и советот. Сакам да напомнам, 17 години ние располагаме со планинарски дом во село Мреичко. Планинарскиот дом е комплетно реновиран со обменење на кров, на ламинати, 300 чуда и спремен за 40 планинари да преноќат и да бидат во истиот.
Исто така го преадаптиравме шумскиот објект Дудички колибе. Таму спремавме една соба со 10 кревета, планираме оваа година да го завршиме. Значи ние ќе имаме и на Дудица еден добар објект кој што ќе ни биде за летниот период, а зимниот период мрежичко. Гол сум на сите успеси до сега и фактот што дел од нашите членови од својата рана возраст се со нас, па така 21 година, првото членче, мало планинарче на 6 месеци и 3 годинки. Значи имаме тие се најмлади сега. Како председател на ПСД Орле би имал да потенцирам уште многу работи би зборувал, само вие ќе ме слушате и мислам тоа ќе биде само слушањето. Него сакам токму тоа да ве поканам, сите вие што сте тука присутни, да се дружиме, да одиме во планина и да го осетиме планинскиот живот. Бензинска пумпа ДМД Оил.